Ај, добар ден на сите. Согласно членот 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на ден 25.3 во 12 часот со предлог следниот дневен ред: една точка, програма за измени и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2026 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Молам да гласам. Дневниот ред е усвоен со 5 гласови за. Најпрво го замолувам известителот од општината да ни образложи точката. До советниците беше доставена програмата за измени и дополнување на програмата за економски развој, која во суштина нема изменување од некој суштински карактер, ниту финансиски, едноставно станува збор за измени во однос на префрлување на финансии за иста намена, бидејќи знаете дека секој ако се мостови мора да биде во истата намена и така натаму. Значи подреден број 9 во програмата за економски развој кој што претходно е усвоена за подпорен зид за река Драгор, таа сума предвидена се намалува за 60.000 денари, а истата таа сума се додава подреден број 100 како нова точка за изработка на техничка документација за подпорен зид кај амфитеатарот под Тумбекафе, значи со истата вредност од 60.000 денари, бидејќи таму се случи слечиште и мора веднаш да се реагира. Подреден број 28 во Excel табелата која што имате, а гласи изработување на проектна документација за поставување на фотоволтаици на јавни објекти во надлежност на општина Битола. Оваа сума се намалува за 80.000 денари, а истата вредност се додава во реден број 92 за техничка документација за енергетска фасада градин кај училиште Буковски ливади согласно новоизработената пресметковна вредност за ваков тип на проектна документација. Подреден број 61 изработка на проектна документација за улица Димитар Илиевски Мурато од улица 21 до отворениот канал Курдерес, урбанистички проект за инфраструктура со основни проекти за сите фази. Оваа вредност се намалува за 83.155 денари, а се додава на реден број 101 за изработка за техничка документација на улица Стерио Ѓоргиев Џоџа од 21 до постоечкиот асфалт. И имаме уште една предлог точка која се надевам дека комисијата ќе ја усвои, а ќе ви ја доставиме писмено дополнително. Значи реден број 93 проектирање и изведба на фотоволтаична електрична централа во програмата стои дека е наменета за основното училиште Даме Груев од наша страна, бидејќи подпишавме договор со донаторот Отворено општество за изградба на уште 3 училишта за фотонапонски централи. Од нивна страна треба да бидат 2, од наша 1. Првично стануваше збор дека ние како општина ќе ја финансираме изградбата на фотоволтаици на училиштето Даме Груев. Понатаму во изработка на техничка документација и сите, да речам, излегување на терен, констатиравме дека повисока е сумата за изградба на фотоволтаици на Даме Груев, односно таму има капацитет за 40. За да имаме како општина помали трошоци, одлучивме ние да изградиме на Гоце Делчев турското училиште, односно да си ги замениме само позициите со донаторот наместо Даме Груев да биде Гоце Делчев каде што ние ќе учествуваме. Значи замолуваме да стои наместо изработка Гоце Делчев или турското Гоце Делчев? Турското Гоце Делчев, бидејќи трите блока на другото се изработен основен проект, таму е потребна реконструкција и на покриви и на се друго, па потоа ќе размислуваме за фотоволтаици. Единствено услови од Гоце Делчев има само објектот на турското училиште. Значи, само во името треба да стои тука промената, наместо Даме Груев, да ја смениме програмата во основно училиште Гоце Делчев, се со цел да направиме измена во јавните набавки и да го објавиме тендерот. Тоа е. Ви благодарам. Некој од присутните да бара збор? Ако немаме, да преминеме на гласање. Со 3 гласа за и 2 воздржани. Точката е усвоена.
Ако имаме нешто да предложиме, ако не. Ако немаме дополнителни точки, да седницата ја завршувам. Благодарам на присуството.